Од денеска педофилите во земјава хемиски ќе се кастрираат. Ова е новата законска мерка од кривичниот законник изгласана вчера од мнозинството пратеници во собранието. Освен медикаментозната терапија, која е една од поголемите казни за кривичното дело облјуба, и казната затвор според новите измени во кривичниот законник се зголемува од 8 на 12 години. Фармаколошката терапија педофилите ќе ја добиваат во специјализирани здравствени установи и по издржувањето на затворската казна надзорот ќе го врши тим од управата за извршување на санкции, која најмалку на секои 6 месеци ќе мора да го информира судот за напредокот, односно потребата за продолжување или прекинување на терапијата. Кочанскиот невролог доктор Мишо новата мерка ја оценува позитивно и очекува подигање на свеста и намалување на процентот на педофилите. Со тек на време, после извршената кастрација со хемиски средства, фактички желбата за сексуално задоволство се губи. Губењето на сексуалното задоволство нормално ствара кај него незаинтересираност да врши такви дејства со мали деца. И мислам дека тоа е една добра работа, оти на друг начин не може да се постигне тај ефект како што се постигнува со хемиската кастрација. Во Кочани досега е забележан пораст на жртвите од сексуално злосторништво, кои најчесто се малтретирани од блиските во фамилијата, што е уште позагрижувачко. Доктор Мишо додава дека досега во неговата ординација се имаат јавено голем број на пациенти кои се жртви на педофилија, а според него оваа болест е уште недоволно осознаена, а која веќе подолг временски период зема голем замав врз популацијата. Имам повеќе пациенти кои што сам ги третирал децата, макар да ние према тие деца кај нас е вообичаено да се избегнуваат разговори баш со таа популација, со малите деца, да се избегнува за да на некој начин тоа биде заборавено, потиснето на таа случка што се има случено и со тек на време се заборават тие, избледнуваат сите тие настани, за да може на некој начин да се продолжи нормално живеењето. Во почетокот, во зависност од возраста на децата, може да кажам дека во последно време во Кочани имаше случаеви кога едно момче на 14-15 години имаше покушаи за полови дејства кај две деца од 8-9 години, а кај едно дете и успешен обид. Не е обид, него е полов акт извршено. Тие се под влијание на суд. Според измените во кривичниот законник, задолжителната хемиска кастрација ќе важи само за повратниците педофили, додека за останатите е предвидено намалување на казната и за половина, доколку се согласат да ја земаат терапијата. Дури и за педофилите осудени на доживотен затвор е предвидено казната да се намали на 40 години, доколку се подложат на хемиска кастрација. За педофилите осудени на затворски казни до 20 години, предвидено е тие да ја примаат терапијата до крајот на животот, а за возврат да ја добијат минималната казна затвор, односно 12 години. Со новите измени се предвидува судот да има право да одлучи до кога би траело лекувањето на педофилот, но и присилно лекување. Инаку, Македонија е првата земја во регионот која усвои хемиска кастрација